Почитувани, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во Тетовскиот регион регистрирани се нови 7 заболени лица од COVID-19. Доктор Радко Давидовски вери дека носењето заштитна опрема подолго време ќе биде дел од секојдневието. И покрај препораките и апелите на надлежните, џамиите од утре се отвараат за верниците. Во изминатите 24 часа во земјава потврдени се 22 нови случаи на COVID-19, од кои 7 во Тетово. Институтот за јавно здравје регистрира 64 оздравени пациенти, од кои 3 во Тетово и 1 во Гостивар. Додека на ниво на држава се размислува за олеснување на рестриктивните мерки, во Тетово и Тетовско продолжува растечкиот тренд на ново заразени со COVID-19. Во изминатите 24 часа од вкупно 22 нови случаи во земјава, 7 се од Тетово, додека 13 во Гостивар и 2 во Прилеп. На денешниот состанок на Општинскиот кризен штаб во Тетово беше констатирано дека состојбата не треба да се потценува. Во овој регион регистрирани се 3 нови кластери, освен досегашните 5. Од ново заразените 3 лица се од Тетово, 3 од Боговиње, додека 1 од Брвеница. Имаме идентификувано уште 3 нови кластери, значи 3 нови места од каде доаѓа заболувањето, додека другите случаеви се дел семејно, пријателски, колегијално поврзани со старите кластери. Повикуваме да граѓаните бидат предпазливи, затоа што од последните резултати, анализата на последните резултати, апсолутно се покажува дека начинот на добивање, значи на инфекцијата е преку комуникација, што значи со непочитување на овие мерки на одржување на социјална дистанца. Мерките за превенција од ширење на коронавирусот во Тетово ќе се спроведуваат согласно владините препораки. Ние како општински штаб сме за либерализација на мерки, но за граѓаните да бидат построги кон себе, самите себе, за да можеме да имаме намалување на овој број на инфицирани. Инаку, вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1664, бројката на оздравени пациенти е 1200, на починати 91, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 373. Угостителите во Гостивар од денес може да продаваат кафе по шалтерски систем, исто како што се продава и храната. При тоа должни се да ги почитуваат препораките за заштита од коронавирусот, нагласи градоначалникот Арбен Таравари. Кафетериите во Гостивар добија зелено светло да продаваат кафе по шалтерски систем. Дозволата за продажба на кафе по принципот купи и оди дојде по барање на меѓуопштинскиот кризен штаб. Градоначалникот Арбен Таравари рече дека одлуката од денес е официјализирана со објавување во службен весник, нагласувајќи дека угостителите во работата мора да ги испочитуваат препораките за заштита од коронавирус. За среќа, на 30 април владата го прифати ова, заклучок број 6, и не се објави тоа во службен весник до денеска. Денеска тоа е објавено во службен весник и јас од утрово ги повикав сите кафетерии, ресторани кои што продаваат кафе, да можат да продаваат кафе. Меѓутоа, уште еднаш да објасниме, кафето само може да се купи, да се земе и да се оди. Не да се седне или да се остане во кафичот. Тоа е, значи, шалтерски систем на работење, како што работеа и рестораните до сега. Во регионот моментално има само 4 активни случаи на корона, односно по 2 во општините Гостивар и Маврово Ростуше. Општина Гостивар повеќе од 2 недели нема нови заболени лица. Веќе како општина Гостивар 15 дена сме без ниеден ново заразен, што е комплето еден инкубационен период. Така да по сите прогнози ќе поминеме лесно и добро и се надевам да нема некакви компликации. Меѓуопштинскиот кризен штаб утре ќе одржи состанок на кој ќе се разгледаат состојбите и ќе се донесат нови заклучоци и предлози, најверојатно во насока на олабавување на рестриктивните мерки.
Со коронавирусот ќе мора уште подолг период да живееме и покрај олеснувањето на мерките кои се најавуваат, граѓаните мора да бидат подготвени и свесни дека носењето заштитна опрема ќе биде дел од нивното секојдневие, вели во интервју специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Радко Давидовски. За очекувањата се очекуваше вакво нешто, не е нешто. Затоа и се трудевме со оние сите мерки што се препорачани за да не дојде до ваква ризична ситуација. Се уште не е толку ризично, но може да биде ако не се однесуваме совесно, ако не бидеме внимателни и не ги почитуваме мерките какви се такви. Лично јас имам многу забелешки на тие мерки, но меѓутоа мора сите да ги почитуваме. Што значи тоа? Тоа се постулати на превентивата. Подобро е да се спречи отколку да се лечи. И односно од мојот дел, од мојата гранка, хигиената е пола здравје. Тоа се постулати стари 2 века. Така ние еве и сега може да приметиме дека третина од населението воопшто не носи маски, односно не ги почитува мерките. Друга третина од населението делумно ги почитува мерките и една третина што ги почитува строго мерките пропишани од надлежните институции. Кога владата ги објави мерките, ние тука од Тетово известувавме дека речиси 90% од граѓаните ги почитуваат мерките. Меѓутоа, кога дојде моментот на намален број на ново заразени пациенти, кога владата најави дека има олеснување на мерки, тогаш можеби граѓаните лабавија. Се сложувам со вашата констатација, можеби беа и презаситени од тие мерки и од бомбардирањата што ги добиваат информациите секојдневни од разен вид на стручњаци се појавија многу стручњаци со многу информации, така да факт е дека има олабавување меѓу населението и еден понесериозен пристап према овие мерки. Меѓутоа, клучно, ако сакаме, ова е битка, ние водиме битка. Значи, борба водиме. И тука нема што јас мислам, него ги спроведуваме, само извршуваме наредбите кои се. За да го кажувам често како пример Дебар. Значи, Дебар е успешен пример. А што ќе се случеше ако го спроведевме? Меѓутоа, немавме индикации за да го спроведеме на ниво на цела држава. Што ќе се случеше? Веројатно сега многу порелаксирани ќе бевме. Сега е топло време и заменик министр за здравство Армен Тарслани, кој што предвадена ја посети Тетовската болница, кажа дека може би оптимистички што има топло време, меѓутоа тоа не е се уште утврдено од Светската здравствена организација дека може би е знак дека ќе се намали бројот на заразени пациенти, односно ќе се спречи нејзино проширување. Ваш став околу топлото време? Се кршат тука копијата. Мислам исто дека со топлото време и со намалувањето на влажноста дека ќе колабираат вирусот. И тоа во овој дел, во северната хемисфера. Исто го делам мисленото дека ќе биде, меѓутоа напоменувам и повторно напоменувам. Мерките мора да сите да се придржуваме до мерките. А да не ги повторуваме кои се. Тоа е социјална дистанца, носење на заштитна, високо ниво на лична и општа хигиена. Тоа се мерки од пред 2 века. Зборот карантинот каде произлегува? Значи 1420 година од Венеција. Сите што доаѓале, растенија, луѓе, стоки биле на остров, 40 дена. Зборот значи 40 дена. Значи тоа е од 15 век мерка. А исто е ефикасна за болест од 21 век. Нема друго. Тоа е. Значи мора некој од тие да се овој коронавирус ќе ни ги смени животните навики. Поприлично ќе ги смени. Ние ќе се навикнеме на помалка комоција, меѓутоа здравјето на севкупното население на целата земјина топка е во прашање. Не е ова играчка. Се среќавам деновиве со некои изјави така како се релаксира мерките, нема ова, не е ова е грип, ова нема корона. Како нема корона? Мислам, тоа е најголема глупост.
Секој нека појде, нека кај оние колеги што работат на пунктовите, кај што земаат брисеви, да не зборам кај болни пациенти да одат или на инфективната клиника, нека поразговараат со некој што анестезиолог, инфектолог или колегите мои што еве сега и во моментот земаат брисеви на испратени од матичните лекари, па ќе го добијат одговорот дали нема корона или колку е сериозно. Сериозна е работата, не сакам да го употребам тој збор, не треба да паничиме, значи ние не лечиме или не спречуваме паника, ама реален страв треба и сериозност да постои и меѓу населението. Ова беше за свеста на населението, меѓутоа еве тука пак ќе го споменам заменик министер здравство Армен Арслани кој што истакна како и вице-премиерот Бујар Османи и двајцата истакнаа дека се пронајдени одредени пропусти во здравствениот систем зашто како што кажа ќе има план и програма како тие нели да се едноставно да се спречи тој здравствен систем понатамо да нема пропусти, исто така истакна дека тој пропуст е најден кај матичните лекари и за нив ќе има онлайн едукација. Како вие гледате на сето ова во здравствениот систем? Не ви коментирал во тој дел, нешто, тие се сепак министер, заменик министер, не се сложувам баш со се, да префрлиме вината се кај матичните лекари. Јас, например, лично, сега мој личен став ќе кажам, јас имав забелешка голема на алгоритамот, затоа што многу колеги матични лекари се јавуваја, каде што не ги прима на термин за да се извршат прегледи, односно брисеви. Значи, имам забелешки тука, ќе се среди, видите, ова е нешто сосем ново и нормално дека секој ден искуствата од претходниот ден ги пренесуваме на новиот ден, така да пропусти дали кај матичните, кој работи греши. Меѓутоа не би ја префрлил вината се таму. Како што ве најави, вие сте специјалист по хигиена и здравствена екологија во време кога треба сите да одржуваме хигиената. Каква е хигиената во Тетовско? Пред се да ни кажете и нормално нели вие да речеме секоја недела одите ги испитувате водите, водата е најпотребна за хигиена. Каква е водата? Дали имаме чиста вода? Секој ден ја испитуваме. Значи секој ден тоа е наша основна активност и покрај другото помагаме на колегите кои се преоптеретени од епидемиологија. Вршиме редовно испитување на водите во Тетово и Тетовско. Не можеме да се пофалиме за градот Тетово, да, водите се 100% исправни. Сега во моментов имаме зголемена штедрост, издашност на шарпланинските извори со топењето на снегот, додека оние критични места во околијата Тетовска, ние знаете дека уште 6 општини се во Тетово и анализите, еден податок ќе ви кажам, дека микробиолошки неисправни води во руралните, во селските средини некаде се во првиот квартал над 55%. Сега кога зборуваме за микробиолошки, претежно тука доминира колиформни бактерии, што не е од фекално потекло, што ни покажува една општа нечистотија на неодржување на извориштата, на каптажите, на водоводната мрежа. Тоа произлегува со еден збор и невршење на дезинфекција на водата. А во услови кога ние пропагираме и постулат е основен хигиена на рацете, не е помалку од 20 секунди, ја викам не помалку од 30 секунди, нас како деца не учиат. Значи, јас сум современик на хонкочкиот грип од 1968 година, кога 10 години имав и за вариола вера, 1972 година. Така да овие мерки не ми представуваат никаква потишкотија, затоа што видов тогаш првот како 10 годишњак, кога ќе видите пунктови со војска. Така се спречуваше. Не викам дека е тоа исправно. И тогаш не учиат дека 2 пати треба со сапун да се насап, не со секунди, него 2 пати. И тоа е од прилика 30 секунди. Сега, во услови да се вратам на вашето прашање, кога велиме дека треба да ги миеме рацете, а ние имаме 55% микробиолошка неисправна вода. Тоа значи дека местните заедници можеби треба малку да се ангажира затоа што населението ќе ја користи таа вода повеќе, а може да настанат и други болести ако не е чиста. Имаме многу интересни овде случувања кај што местната заедница не ја предава на општината, иако општините имаат формирано јавни комунални предпријатија, каде што титуларот на собственост не ја предава на општината. Еве карактеристичен случај е општина Боговиње. Местната заедница Боговиње на општината Боговиње не им дава на управување, така да имаме, меѓутоа
многу полоши беа состојбите, сега се многу подобри во тој дел. Еве да ве прашам, кога нели се прогласи пандемијата, каква беше состојбата со барање на институциите во однос на дезинфекцијата, меѓутоа и на стамбените згради, и каква е сега со оглед на тоа дека нели се најавува да се отвараат трговските центри и слично? Да, зголемени се. Делот бизнисот сериозно си ја свати својата работа и зголемени се барањата за вршење на дезинфекција и се вршат. Од минатата недела се очекува олеснувања од типот на отварање на молови, на отварање на угостителски објекти. Зголемен е бројот на барањата за вршење на дезинфекција на објектите. Меѓутоа, пак морам да напоменам, тоа е обврска нарочито кај операторите, тие добри оператори на храна што имаат имплементирано ХАСЕП систем. Ова им е рутина за дезинфекцијата. Значи, тоа е предуслов за ХАСЕП системот. Добра хигиенска пракса и добра лична хигиена на вработените. Така да тие многу добро се справуваат. Зборот ми е дека не значи дека еднаш ако се поминат, сега имаме барања и за верски, имаше и порано, џамиите ќе се отвараат како што слушнав, така да има барање и за џамиите за вршење на дезинфекција, ама не значи тоа дека еднаш за секогаш е. Дезинфекцијата треба да биде континуиран и редовен процес. Би ве замолил на крај еден апел да упатите до граѓаните во периодот што следи како да се однесуваат за да не се повтори таа бројка од минатиот викенд. Пак би се повторил строго придржување на пропишаните мерки. Социјална дистанца, високо ниво на општа и лична хигиена, носење на заштитни средства и на крај седи дома. Ја не знам кој од тие два збора што не се разбира. Излегов, имав прилика да кога одам по терен сега гледам дека полно во селата се дојдени од град луѓе, излезени на излетишта, тамо ги демнат, се собрали друштва. И разбирам, имаме потреба сите да излеземе. Меѓутоа, тамо друг, више окупирани сите тие ливади се од крлежи. Така да друг тип на опасност има, а сепак на прво место е короната и сериозен пристап кон сите овие мерки, за да излеземе сите како победници. И покрај препораките и апелите на надлежните, ИВЗ не се предомисли. Џамиите утре се отвараат за верниците. Објектите деновиве се дезинфицираа, оттаму велат дека нема да се пуштаат поголеми групи. Муслиманските верници утре се враќаат во џамиите. Објектите деновиве се дезинфицираат и подготвуваат за новите протоколи. Но дали и колку верниците ќе ги почитуваат мерките за заштита при верските обреди, со оглед на тоа што утре се очекува помасовна посетеност. Во Тетовската шарена џамија и денеска се вршеше дезинфекција на објектот. Првите верници се очекуваат веќе утре на пладневната молитва во 13 часот. Во џамиите велат дека нема да пропуштаат поголеми групи. Мерките се донесени, па останува свесноста на верниците дали ќе бидат дисциплинирани и ќе ги почитуваат мерките. Ние се припремивме за отварањето на џамиите. Ги дезинфициравме џамиите, дистанците ги направивме во џамијата, прописно како што треба, и за верниците сме спремиле дезинфекцијски средства надвор во џамијата, при влезот во џамијата. Меѓутоа ќе се ангажираме и луѓето да бидат спремни, едукативни, да се дистанцираат во вршењето на молитвите. Мислам дека ќе се почитува тоа. И покрај постојаните апели на надлежните периодов, ИВЗ сепак не се предомисли. Одлучи џамиите утре да бидат отворени и си донесе своји мерки. Во меѓувреме, бројот на заразени со COVID-19 во Тетово постојано расте, а се формираат и нови кластери. Денеска има нови 7 заболени, со што вкупната бројка се искачи на 117. Колку е застапена сообраќајната култура во Полошкиот регион и колку е таа важна за непречено функционирање на сообраќајот без последици. 11 мај од годинава се одбележува како Ден на културата во сообраќајот.
Потребно е повисоко ниво на култура во сообраќајот и почитување на сообраќајните прописи. Со ваква порака денес се одбележува 11 мај, Денот на културата во сообраќајот. Командирот на сообраќајната полиција во Тетово Зоран Чоталев вели дека сообраќајната култура е специфичен вид на култура која треба да ја поседува и секојдневно да ја практикува секој учесник во сообраќајот. Не представува само познавање на сообраќајните правила и прописи и умење да се управува со возилото, туку и начин на движење и однесување на сообраќајот, односно во сообраќајот кој ќе биде сообразен со општите интереси на учесниците во него, а со тоа и интересите на неговата безбедност. Можеме да апелираме до сите да се зголеми нивото на култура во сообраќајот која што е неопходна со цел на намалување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајните незгоди. Секако дека тоа треба да се гради од најмалени носители, а ние, ако добро знаете дека секоја година учествуваме активно во образовниот систем со секакви вид на воспитно образовни акции. Тоа значи дека и самите училишта од најмалени нозе учествуваат преку нивните наставни програми за градење на сообраќајната култура. Минатиот месец на поширокото тетовско подрачје регистрирани се вкупно 26 сообраќајни несреќи или 30 помалку во споредба со минатогодишниот април. Во нив нема загинати лица. Една несреќа завршила со едно тешко повредено лице. Во 11 случаи исто толку лица добиле телесни повреди, додека во 14 причината е само материјална штета, информираат од СВР Тетово. Најчести причини во текот на април биле неправилното вршење на дејствие и неприлагодена брзина според условите на патот. Ловечките друштва од Полошко се против иницијативата Шарпланина да стане национален парк. Велат дека досега финансирале за прихрана и размножување на дивечот, а кога треба да имаат бенефит, ловиштата ќе им бидат одземени. Бараат надлежните да им објаснат како ќе работат во иднина. Наспроти екологистите и невладините организации кои изразија поддршка за усвоената иницијатива за прогласување на Шарпланина за национален парк, се огласија ловците, кои не се согласуваат со оваа одлука со образложение дека со тоа ловството би имало трајни последици. Во Полошкото подрачје има 5 ловишта за крупен дивеч во ловниот реон Тетово и 2 во ловниот реон Гостивар. Од ловечкото друштво Љуботен од Вратница, кое стопанисува со државно ловиште од 2012 година, велат дека тие вложиле во него, а сега постои опција тоа да им биде одземено. До сега ние све сме финансирале тука. Сега кога веќе треба нешто да почнеме да имаме од тоа бенефит чар, автоматски ловните терени ќе ни бидат одземени. Ловечките друштва велат дека не било земено предвид нивното мислење при донесувањето на одлуката, па оттаму бараат владата да им објасни како ќе функционираат и како ќе се заштити дивечот. Ќе бараме преку Ловешката федерација да седнеме заедно да се договараме со владата како ние да продолжиме да работиме и како ловечко друштво и како да се одржи балансот на дивиот свет. Од платформата Пријателите на Шара велат дека токму неинформираноста на населението го одложи процесот на прогласување на Шара за заштитено подрачје, што доведе до нерационално користење на нејзините природни ресурси. Од 2015 наваму, кога почнавме да работиме со локалното население, преку конференции, преку анкети и така натаму, значи стигнавме до информација дека над 84% од луѓето не знаат, но голем број од нив, ако би биле информирани, сака да биде заштитено. Согласно законската процедура, во престојниот период ќе бидат спроведени јавни расправи по предлозите со локалното население, како и сите засегнати страни, и по усогласувањето на мислењата и забелешките ќе бидат изготвени конечни предлози. Дел од невработените лица во Гостивар наоѓаат шанса за работно место преку некои од владините активни мерки за вработување. Изминатиот период потпишани се договори за субвенционирање на плати, поддршка на мали и средни предпријатија и практиканство. Повеќе од 140 невработени граѓани на гостиварското подрачје изминатиот период работно се ангажирани преку владините активни мерки за вработување.
Станува збор за мерките субвенционирање на плати, поддршка на мали и средни предпријатија и практиканство. Во делот на субвенции за плати потпишани се договори за вработување на 60 на лица во различни фирми. На сметките на компаниите ќе легнат средства за плати и придонеси за овие работници за период од 1 година. Се вработија лицева и сега се очекува да им пуштиме еднократно средствава за 12 месеци по 19.000, значи 228.000 денари и пуштат агенцијава за 12 месеци плата и придонеси со услов работодавачот да задржи на работа уште 18 месеци, значи вкупно 30 месеци да бидат на работа. Во мали и средни предпријатија преку мерката за поддршка се оствариле 17 вработувања. Висината на парите кои ги добиваат работодавачите со оваа мерка зависи од возраста на ангажираните невработени лица. Тие се млади лица, дел до 29 годишна возраст, користат средство 153.750 денари или 2.500 евра неповратни во опрема или репроматеријали. Лицава кои се на 29 годишна возраст користат 92.000 денари или 1.500 евра, исто неповратни средства со опрема или репроматеријали. Работодавачот е должен лицата кои се над 29 годишна возраст да задржи на работа 9 месеци, тие се помлади од 29 годишна возраст 12 месеци да задржат на работа. Договори за практиканство се потпишани со 67 лица. Тие ќе посетуваат практична работа во период од 3 месеци, за кои државата ќе им исплаќа по 9.000 денари. За сега, поради вонредната состојба со коронавирусот, не се отворени други огласи за користење мерки за вработување. Председателот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи на денешната пресконференција истакна дека битката со вирусот ќе трае и затоа мора да се почитуваат препораките. Тој додаде дека изборите треба да се организираат во јуни за да заздрави економијата. Мислиме дека готово беше јасно и на граѓаните дека битката со вирусот ќе трае, ќе треба да имаме соживетно и битка против овој вирус. Предпочитувам да се олабават сите стегнати, условно речени, ситуации од страна на владата, но во ист момент тоа не значи дека од кога ќе олабават овие масаци и мерки, дека и ние како граѓани ќе олабавиме. Не, напротив, секој ќе се однесува одговорно, што значи перање на раце, дистанца, ракавици и носење на маска. Предпочитувам да се отворат и религиозните објекти, но многу предпазливо, со голема одговорност на раководителите на тие објекти и на луѓето што работат, со почитување на сите мерки. И мислам дека е многу добар момент после големиот бајрам, 21 или 22 дена после ова да имаме избори. Многу е важно да се има избори, затоа што поред ова битка со вирусот ни престои уште една голема битка, битка за економски опоравок на нашите граѓани. 2 лица во Тетово го прекршиле полицискиот час. Од полицијата информираат и за 2 физички напади. Во изминатите 24 часа, според статистиките на секторот за внатрешни работи Тетово, евидентирано е дека 2 лица во Тетово не ја почитувале одлуката за ограничено движење. Тие биле лишени од слобода и против нив ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според прописите за време на епидемија. Полициските службеници исто така евидентирале дека во овој период 145 лица се во изолација со решение од Државниот санитарен инспекторат, додека решенија за самоизолација потпишале 88 лица, од кои 28 во Тетово и 60 во Гостивар. Во овој период се контролирани 128 лица, кои потпишале изјави за самоизолација. Вкупно од почетокот на мерките, 177 лица се писмено предупредени поради непочитување на наредбата за користење заштитна маска.
Од полицијата информираат и за 2 физички напади случајни во текот на вчерашниот ден. Во СВР Тетово 37-годишникот Тетовско Јермо пријавил дека додека се враќал со трактор од нива, лоцирана во местото викано Табашница Атар на Тетово, физички бил нападнат од едно лице на возраст од околу 50 години. Во полициската станица Гостивар пак 26-годишникот Гостивар пријавил дека додека бил во адвокатска канцеларија во Гостивар, дошле 2 лица кои физички го нападнале. Почитувани, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги препораките, чувајте го вашето здравје и здравјето на другите. Останете со Кисиме Нада. Следува спортскиот преглед со Павле Симоски. Пријатно!